Оброк на денот за денеска, ден среда. Конечно стигнавме до моментот кој што ние овде како тим го очекуваме, а и нашите гледачи се разбира, со оглед на тоа дека ние од утринава нели веќе огладнети, а кога се работи за вештите жени секогаш се вкусува некој убав специјалитет. А вие, почитувани гледачи, затоа што знаеме дека навистина оваа содржина ви го привлекува вниманието, со оглед на тоа дека споделуваме многу интересни искуства, се разбира во кујната, за рецепти, а и што се однесува до интересни приказни поврзани со кулинарството. Така што верувам дека и денеска ќе биде интересно да се слушне разговорот и се она што има да ни го кажат нашите гостинки кои што пристигнаа од рано утринава, да споменеме, од Кичево. Ништо не може да ги задржи вештите жени да стигнат на време во утринската. Браво! И добро да се снајдат низ гужвите во Скопје. Ние од утринава имавме малку турбуленции, каснење, односно доснење на гостите заради гужвата во Скопје и затоа сакав да го додадам ова како разговор. Дојде ни на време, пред време дури. Пред време. Затоа што нели генерално е хаотично во главниот град. За разлика од кај вас. Ја викам, едно 10 години луѓето кои што живеат во другите градови, ширум Македонија, каде што нема нели циркулација на многу возила, сообраќај, гужва, гунгула, брзо, да не закаснам, па нервози во сообраќај и така натаму, име продолжен живот. За минимум 10 години. Ќе се сложите? Па не би рекла мај, помирно, да. Поскромно. Скромно, секој како, ама мирно, да. Чекај убаво да ве представам. Значи, Петреска Јагода, добре ни дојдовте, и Оливера Ширговска, добре ни дојдовте, двете од Кичево, вешти жени. Си имаме соработка и во оваа сезона со вештите жени, од најразлични градови. Разни приказни, разни рецепти и се разбира, го следиме патот на вештите жени со оглед на тоа дека навистина имате купа ангажмани во текот на целата година. Цела година, да. Преку цела година. Така е. Епа, ајде да почнеме, може од некаде да почнеме. Прво да ми кажете колку време сте вие дел од вештите жени, оние награди, нели признанија досега низ годините, во што сте умешни, како се вклучивте, таа приказна поврзана. Па ние да ви кажам и више и остаревме со вешта жена, почнати сме пред 15-17 години, прво како поддржувачи, после како учеснички, и да не се повторуваме сите наши вешти жени што биле гостинки, знаете процедурата, 3 години сме активни, па пауза, па 3 години. И сега така одиме нагоре. Ние сме едни од ветераните, значи да не речам постарите. Добро, столбовите. Столбовите, да. Јас сум председател на вешта жена во Кичево, нашиот огранок. Секоја година одржуваме вешта жена генерално, а сега на есен етно вешта жена. Во мај имаме исто вешта жена што ја одржуваме со кум и влечење со паричка на кај ќе се падне тамо. Јасно. И така да, дружењето ни е супер, ама не прекинува. Сега на пример имаме патување есенско, Белград и речи го Нови Сад. Тоа е добро, не се само надпреварите, него знаете навистина убаво да се дружиме. Да се дружите и во најразлични. Ние сме како едно големо семејство и така се дружиме и затоа што сме долги години тука и меѓу себе се познаваме, поготово тие што се по старата генерација. И не има низ цела Македонија едно големо семејство. Не има, бога ми, се не има. Поздрав до сите вешти жени, поздрав до нашата организаторка што така добро не вклапува. Да, па бога ми мора некој. И не држи под контрола сите. Еден мора да е главен и така. Сега добро ги спомнавте настаните, нели, оние кои што ни следуваат и во Куманово ќе бидете дел годинава. Органска трпеза се вика настанот од 29 до 1 следниот месец, така што ќе биде интересно да се види и оваа манифестација, нели, но и да се видат вештите жени таму. Обавезно. Мора да не има сега. Да, има сега. Ќе зборуваме и за тоа, нели, и во текот на следните изданија на утринската секако интересна како манифестација. Нормално. Овде имам ја и книги, би сакал пред да почнеме нели со рецептиви така натаму. Вештиве жени се вешти во се. Така што не само дека муабетот ни е сведен секогаш за рецепти. И ако очекувавте и кулинарството, и ако очекувавте дека книгите можеби се повторно за рецепти, не, почитувани гледачи. Романи, поезии, така натаму, ова е само дел од она што вие го имате издадено самостојно. Мора да споменеме, многу тешко е денеска да се најде поддржувач, но и потребни се финанси за да сето тоа. Вие ќе ја сработите како што треба, нели, роман од книгата и така натаму, и она што
не секогаш е до вас Да. издавањето, Така кое е. што навистина многу тешко Да. може да и многу енергија бара. Така што јас ќе ги покажам, а вие ќе ми кажете од кога љубовта, од кога сте почнале, колку се имате издадено, што издавате? И пишувањето би рекла дека е еден составен дел од Вешта жена, бидејќи првата поема ја напишав во автобус во 11:30 навечер, значи 23:30 на парче хартија. Од тогаш почна таа сага за Вешта жена би ја нарекла, меѓутоа се пронајдовме сите. Значи во додека Вешта пеат жена, другите вешти жени, некој кога одите на пишува. патување, Да, вие некој пишувате. пишува. На патување за вие на Оливера Некој пишува на вредно, хартија. Три романа се вредно, врати. вредно собира спомени. На почетокот беше поезија, потоа ајде да се дрзне Ширгоска да напише нешто пообемно, па дојде на ред Ања, по Ања е срце, скандал, исповед, прекрасен странец, уште 3 се во обработка романи и така. Така. Стихозбирки. Што е инспирацијата? Љубовта. Само љубовта, Да, љубовта е основниот зачин на животот. Кога би ја немало љубовта, не би постоеле ни ние, ни човештвото. Ги поврзувате, да речеме, роман со ликови настани, случаи? Па не, или секоја секој си е приказна е, засебен? да, приказна за себе, меѓутоа сите носат некоја порака во себе. Значи некаде е дадена втора шанса, некаде некој е жртва во интерес на семејството. Пример Ања, ако не беше Ања, ќе беше љубов. Значи работниот наслов беше љубов, затоа што сметам дека таа е движечката сила. Секако. За жал денес се поретко ја има, меѓутоа ајде да бидеме еден мост на обединување и да ја шириме таа позитивна енергија. Така е. Лесно е денес некому да му расипеш денот, меѓутоа да бидеш благослов и сонце е многу лесно, а многу ретко. За жал. Јасно, се сложувам. Да. Треба малку да поработиме на позитивата, на И во насмевката храната, која што ја изгубивме. јас често знам да кажам и во храната. Јасно. Основниот зачин е љубовта. Секако. Ако ја нема љубовта, или ќе биде преблажено, пресолено, прекисело, прелуто. Така е, така е. Тоа е. А и трпезата секогаш нели првенствено има целта за зближување, па и соединување. поентата на На председателката, неа, така таа е. често знае да каже, значи, љубовта кон семејството и кон блиските ја натерало, ја мотивирало да ја создаде, значи, Вешта жена, првенствено во Тетово, од некоја група на пријателки, за потоа тоа да прерасне на ниво на Република, каде што веќе сега броиме, да не бидеме те лажно скромна или нелажно, преку 5000 членки Јасно. на ниво на Како Република. сте со подмладокот? Помладокот, Се ширите? малку потешко, Нови меѓутоа ние домакинки? ги мотивираме. Значи има, постојат и млади жени што сакаат да готват. Еве баш ова година имаме млада учесничка Пошто некако новиве генерации се на брзи рецепти, се нема време Да, за да. ваквина. Затоа нели? мафини испремавме, Да. за да брзи. Мора да се Да не се адаптираме. мачати. Да, нешто полесно. Да. Тоа е. Првенствено, значи, ние како што кажа Јагода, како ветерани, па и должност ни е да ги мотивираме младите да се вклучат во тоа здружение, бидејќи нема кој не се пронашол. Значи, не има од разни професии, од разни националности, политички убедувања, без разлика. Меѓутоа, во Вешта жена сме едно цело, кое има се. Ја така би рекол. Како сте со успеси во Кичево? Еве вие како председателка, колку Ние имаме- кичевските вешти жени? Ние имаме 15 жени што не се во као ужо раководство, да не речам, во потесниот круг. И секој вторник имаме состанок од 19 часот во една. А, вие сериозно сте се фатиле? Сериозни сме, да. Добро. Сега некоја ќе направи исклучок, ама оправдано. Така да. Ама се дружиме и многу ни е добро. Мисла за сега сме супер функционираме. Па натака ќе видиме, имаме подмладок, се трудиме уште повеќе затоа што ако немаш подмладок, ние како ветерани сме им поддршка, поттик, значи се што фали, се што не им е јасно, тука сме да помогнеме, ама сепак треба да имаш подмладок, иначе Да. Така е да се продолжи. да се продолжи, да. Мисијата ние се и се она што трудиме. Вешта И жена тие гледат и има сме замислено. препознатливи. Добро, нашето градче е помало и сите не препознаваат демеке, па вие од Вешта жена демек ностоп се дружите, блазеси ви супер си шетате, ама затоа викам ја повелете, приклучете ни се да видите колку е добро. Значи Да, нешто корисно правиш. Да. Тие се помлади, ама нешто ќе научите и ние така сме почнале.
Јасно. А и тука сте за совет, и за сите оние кои што да речеме не се обавезно. приклучени, а Значи, сакаат да како ве ментор, прашаат. секоја нова членка има ментор од наша страна, значи се што и треба, буквално од масата нормално правила мора да научит како тоа правилно да се постави масата, имаат правила на поставување, за да не бидеме тамо, сепак е тоа и наградот успех, не е само и наш успех како менторка и незин и таа осеќа супер и посигурни се така. Ми дадовте идеја следен пат, да речем, с некоја следна прилика од вештите жени да дојдат и да ни презентираат средување на маса. А, обавезно. Кога сакате? Малку да не посоветувате генерално и нашите гледачи, да видат и некои финтички, но и како нели треба да изгледа на маса, не е само постави се и ние имаме за задача да поставиме маса за 4 особи, али може за колку сакате, не е проблем, ние сме извежбани. Ја поставиме на стол овде и ете така. И музика еве. И денеска сме ви викнале музика. Така, па иначе не ја бива работа. Не ја бива. Кога спомнав музиката, музиката со јадењето некако заедно, пред да се префрлиме на музика, односно разговор со нашиот следен гостин, господинот Круме Спасовски, само да споменеме што ќе доработуваме. Дел од работите нели заради времето ни се сработени, но ќе работиме нешто плюс. Декорација на мафини, ова е истиот рецепт на благи и солени мафини за младите домаќинки, ич да не се мачат. Рецептата е многу едноставна. Значи 4 јајца. Имаш шолја со таа што ќе мериш шолја од јогурт, например 2 тешолјички јогурт, 1 шолја масло, 2 пченкарно брашно за солените, 2 бело брашно, 1 пecivo и внатре може да ставиш се. Се сезонски, например кај мене сега имате власец, а може да ставиш коприва на пролет, па спанаќ, блитва, прасна зима, само со сирење некоја коса, како им одговара? Да се видиме од овој список што поевтини од денеска, денеска, на а благите се исто така, само наместо пченкарно брашно имаш 4 чашки бело брашно и шеќер 2 лајци и од озгора декорација каква сакаш, со сува ошје, со преливи, со шлак, како ја обожаваат домашните. Така, ќе декорираме, снимаме работичка ние, но ја спомнавме музиката и да се префрлиме во другиот дел кај Кате. Господинот Круме Спасовски секогаш ни е кејев на душата кога ни е гостин во нашето студио, има за што да зборува, така што Кате повелете. Така е. Благодарам Нинат. Да, Круме Спасовски, бардот на македонската народна музика, освои 2 награди за животно дело. Не дека немаме зошто да зборуваме, заради тоа што минатата година, во минатата сезона, нели кога ни беше последен пат во студиото, зборувавме за оние изданија кои што ги има оставено, за сите оние генерации кои што треба да научат што значи македонска традиционална или новосоздадена песна, како сакате. Тој знае да каже, нели, никогаш не сум бркал награди. Не можам да ги сватам сега овие новиве генерации, зошто одат на фестивал само за да освојат награди или тоа е првенствено. Нели вели дојдов на македонската музичка сцена она време, едно друго време, како заедно со Александар Сариевски, Манчевски, Бадев и така натаму и од нив многу научив. Всушност јас научив денеска дека неговата чудна жена беше Вера, која што сакал или не сакал, иако ја ставил на страна Б, мислики дека една друга песна на страна А во тогашното нели ставање на тие плочи кај што имало 2 песни, нели ќе стане главната е направена, снимана во 1974 година и продуцент на песната бил никој друг освен Александар Сариевски. Да. Здраво живо, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, почитувани гледачи. Јас кога доаѓам во оваа телевизија, искрено да ви кажам, искрено се чувствувам така како да сум на аудиција. Знаете зошто? Затоа што тука на влезот, во таа бараката, таму положив аудиција 69-та година. Телма телевизија ме подсетува на она минато време, на она најубавото време, кога Круме Спасовски беше, кога ќе влезеше во таа сала за проба. Тоа истото на големото студио или каде беше? Не, тоа на самиот влез. На самиот влез барака на кај барака, добро. Тука тоа е просторија за проби. Аудиција. Ние правевме аудиција. Мислам беше после аудиција. Тука бе примен всушност. И пробите се одржуваат тука, нели пред тоа имаш 2 проби, па после тоа снимање. Прво имаше, како да ви кажам, еден респект према народната песна. Се знаеше, пример мора да се дознае песната, текстот од каде. Па музиката чива. Разбира, тоа требаше да се преслуша за да оди после во етер. Сега тие, како што сами знаете, тоа е. Тоа, меѓутоа, јас лично не можам да го тоа како
ниту оправдам, ниту можам да допринесам дека треба да се поправи или не. Има луѓе кои тоа треба да го кажат. Јутоа јас сакам овој пат, почитувани гледачи, вие сите што ме гледате сега мене тука во Алфа телевизија. Во Телма? Да. Пардон. Значи, ве поздравувам заради тоа што знам овој термин. Овој термин е повеќе за возрастните и за пензионерите. Добро. Ја пошто сум возрастен и пензионер, подолго години, и најповеќе пеам на пензионерите, така да од срце ве поздравувам сите, се разбира дека и сите, и оние што се не пензионери, меѓутоа може да ги поздравуваме и ние. Да се нашалам, да се насмеам, меѓутоа најискрено ви посакувам убави моменти сега во моментот со мене и со вас. Така е, да. Кога готвите дома или заге? Заге тие работи си ги прави, јас припреми правам, да. А кога правите припреми? Да. Кога сте во вашето, како да кажам, најмногу сте вие, така сте рекле во едно интервју. Најмногу сум јас таму во моето родно село, каде што си направив кукичка и каде што сум со својата. Да, и каде што живеам. И додека сте таму со кокошки, со се нешто што имате со пеете? Да. Па да. Еве сега пред снимање имав некое снимање сега и една песна што сум ја снимал не дека 60-тите години, што знам, 70-те. Стара песна, не мора се наслово да ви кажам. Ми текна, треба да ја отпеам на Мерак Меана. Оти сакам тие песни што сум ги снимал во Македонското радио да ги научат овие помладава генерација. И си пеам, да. Може некојаш вака ке се откачам па посилно и влегувам во подрум. Викам, глигава ке речат, овој се шекна, што е работа. А не, а колку ви се близко комшите за да слушнат? Па добро, во секој случај, ја живеам тука по главната улица или како и да е, сепак треба да внимавам. Да. Некогаш ви дошло преку глава од чудна жена беше вера да изведувате? Па да, затоа што се некако као едно време дури јас не се викав Круме Спасовски, се викав чудна жена. Ви сериозно одам низ град или било како ќе се свртам и вака. Еве го чудна жена. Ама тој хит ми направи да останам на естрадата, значи на македонската естрада над 50 години. Што значи дека 9 пати сум бил Австралија, Канада, Америка. По 5 пати ако не ја испеам чудна жена беше вера, као да не сум бил на прославата. Значи луѓето така некако се залюбија во таа песна, што нема правило или некој. Така, без разлика на тоа што не е фестивалска. Вие на страната ја ставивте тешко ти е сам сине мој. Така, верувајќи дека таа е хитот, така. Ова чудна жена е така, да речеме као втора. Као чудна. Као втора опција. Пошто ја знам како чудна, затоа така ја ставив као чудна. Ама чудна жена си направи. Си направи свој терен, своје место, своја улога во мојот живот, така да остана забележителен хит и покрај чудна жена беше вера, милке души. Тоа се големите хитови. Да. Ќе ве вратам на 1992 година. Сте се сетиле во едно интервју на некоја турнеја каде сте биле вие, Петранка Костадинова, Наум Петровски и Гоце Николовски. Најубавата четворка. Најубавата четворка. Значи, баш што тогаш многу пари земавме. Тоа сакам и со париве, ама и со четворкава. Ама четворкава, значи сите имавме хитови. Добро. Без разлика, а сите пееме така, како да ви кажам, секој во свој стил. Така е. Така да таа турнеја не се заборава. Покрај тоа што траеше цел месец Австралија, меѓутоа, знаете што? Јас многу пати реков дека 9 пати сум бил во Австралија. Многу е битно со кого патуваш. Второ, како да ти кажам, таа екипа не може Наум е Наум, тој за се го бива, разбира. Гоце беше малце специфичен, ама не правеше проблем. Ама Бисер Балкански, Петрана си е Петрана, Кирија на вино продава, поздрави ги дома. Јас со чудна жена беше вера, хит. Значи, што да ви кажам, значи, и убави пари, убаво се товаривме, ама и ги се товаривме. Вистина, ама да. На таа турнеја да кажам дека највише пари зема Гоце. Највише пари Гоце? За Бисер Балкански? Да, Бисер Балкански. Сите кои што одеа во публиката кога ќе излеземе ние, не се враќавме така, ама пак $20, $50, $100. Кај Гоце, па тоа немаше од 50 од $100 помала сума. Пчели вака рој, абе сите станати од публика. Таа песна Гоце што ја остави, еве остави еден денеска спомен.
Така е, да. Супер. Значи, Кирјана Винопродава пише Питранка, Така. Гуце му бише нели Битер Балкански, вашата чудна жена бише Наум Вера, беше а Деспина. Наум бише Жал за Деспина, Деспина. така. Така е, да. Сега, да ве прашам, во Германија, видите, некогаш сте настапувале и по 2-3 месеци се останувале таму. Не некогаш, него всушност почнаа луѓето да зборуваат дека Круме Се преселил во Германија. Во Германија. Значи Добре. јас бев таму сместен, имав менеджер мој кој ше користам прилика да го поздравам, Фидан Шемовски, Добре. од село Могила Битолско, кој што е директор на фестивалот на Елена и Костадин, кој што се одржува во самото родно село сега. во Могила. Го поздравувам, значи, од срце. Јас кај него станував, живеев. Петок, сабота имав концерти, другите ми доваѓаат пеачи, се доваѓаат, се враќаат. Крумче тамо Вие останува. бевте главниот. Да, ама без разлика што бев јас као главен. Не главен, него бев колега нивни сите, ке ги дочекам, ке ги испратам, а после тоа морам да признам дека работев заедно со Фидан, разнесувавме храна, тоа не е нешто Навистина? за криење, да. И се имав убави примања и така и да. за тоа ве плаќаат И плюс. за тоа, да. Аха. Па што да правиш? Да, како беше тоа и после товарен И некај после товарен арбајт. Така е, мора да работи за да Неколку месеци. спечелиш. И после година дена не морам да работам, така? Или? Не, него. Не е баш така? Знаеш како ти е, јас во тоа време школував деца, Да. па купував стан, па коли, па ова, па она. Значи, се навогаше каде. Кога дојде ситуацијата за да си направам куќиче во Конјари, тоа беше веќе од австралските и Ама се Канада. има приказна. Се си Така има ли е? приказна. Да. Само да кажам она што го спомена во најавата. Не сте им рекли, нема веројатно и да им речете, не сте таков коф на човек, нели? Но ве провоцира просто зошто младите денес како го гледат на фестивал очекуваат никаква награда за воз. Како Види. пише вашето време? Види да ви кажам. Значи јас, може и тоа ме задржа мене. Да. Јас сум пеач, сите знаат, и публикава, и моите колеги. Јас останав на она изворното, народното, чалкачиското, лирското пеење со оркестрите на Македонската радио и телевизија. Сум учествувал на сите фестивали, апсолутно. Меѓутоа, никогаш не ме засегало нешто дека морам да добијам награда или морам да платам песна за да станам хит или може заради тоа што веќе имав хитови, ама без разлика на тоа, јас во секој случај сакам да ги посоветувам овие млади пеачи. А има многу и убави деца, и женски и машки, и Убаво школувани пеат. музичари сега, да, и музичари и пеачи, значи стварно се школувани, значи да не трчаат по тоа. Сакам да го запазат тоа на изворното, народното, оти безнародно нема. Сите се тие новосоздадени пеачи, меѓутоа никаде ни на една прослава не поминуваат со тие песни. Пак поминуваат со Мурабер дојдеше, Бог да бие нумчето, Ферман дојде, Фросино моме и така Деспини и така натака. Така. Кога ќе видиш дека народната песна никогаш не згаснува. Затоа нека ја чуваат македонската песна. Изворната, народната и нема гајле. Секој оној кој што внимава и оној кој што ја сака песнава, ќе се остане на сцена. Така е, да. Ајде. Па една песна малку може, со па тоа музички, сакам па да да се кажам. префрлиме, па Може? кај нас, па ќе се префрлиме кај вас. Важи, чудна жена беше Вера, може? Ја ќе ви помогнам. Може, Сега да нешто кажам. жени викаат, може. Ајде. Чудна жена беше Вера, секај неа пак ме тера, мигна реко така е, мојот живот мака е. Браво! Далеко од мака. Ќе продолжиме кате само да презентираме кажеме на до кај сме, нашите добро. гледачи до каде сме, што сме и да нели одгатнеме некои интересни моменти што се однесуваат до самата декорација, па потоа се разбира ќе се вратиме и кај Круме во оној интересен разговор кој што си го имаат со Кате. Верувам дека ви е интересно и уживате. Јас само да споменам за оние кои што подоцна ни се вклучија, Јагода и Оливера ни се денеска гостинки од Кичево, не никако представнички од Вешти жени. И рековме, на благо сме денеска, но оно што исто така и соленко имаме. Да. Еве ги, да, мафинчињата солени. Ја дадовме рецептата, за оние кои што пропуштите ќе може да се видат на YouTube, но оно што исто така сакаме да го додадеме е муабетот со Оливера за изработката на овие колачиња.
всушност овие колачиња се здрава храна, би ја нарекла, интегрални, бидејќи не содржат никакви масти во себе, никакви шеќери, ниту пак брашно. Ги практикувам да ги правам почесто, бидејќи еве веќе 2 години јас сум активен, значи член на тоа друштво за здрава храна, каде што имаме нутриционист и боди коуч тренер. Ја поздравам Клаудија Адеми. Со нејзина помош, значи живееме здраво, здрави навики, каде што се конзумира варено месо, зеленчук во изобилство, овошје, јаткасти плодови, вода, чаеви. Јасно. Значи, исклучени се сите други содржини, мислам, секоја друга храна која што е на некој начин штетна. Сега кој знае дали е штетна, Види меѓутоа... веш тиве жени модата ја патија со здрава нутриционисти. Страшна Значи, работа. во интегралните, би ги нарекла јас мафини, има овесни снегулки, банана, брусница и суво грозје. Значи, 2 банани, 4 лажички овесни снегулки и 2 лажички, по 1 лажичка брусница и суво грозје. Тоа све се меша заедно, се подпекуваат во рерна и се украсуваат по своја желба, се декорираат по своја желба. Јасно. Еве, ние сега за портока. Кога сме веќе кај декорациите, да би сакале некоја финта да откриеме, нели, и да ги декорираме овие рецепти, специјалитети, мафинчиња, нели, Да. во меѓувреме. Да. Споменавме затоа што не се готови, бидејќи условите се... И каква остелка имате, секоја чест. Добро, значи, една од финтите може да се искористи морков, нели? Да. Со ваква специјална остелка. Затоа што е солено, мора нешто да ставиме, да не се така едноставни, иначе може, например, со Макдоналдс, може со кулен, може со сувоместна до било кое. Да. Не е се нешто поедноставно да не се многу јаки. А овој фил, да речеме... Тој филот е Виолетовиот? чоколаден шлак. Чоколадно е тоа. Да. Виолетовијав? Чоколаден Да, шлак? да, чоколаден. Аха. Ко подготувате вие или готов? Не, се е подготвено. Се е подготвено? Да. Што има во него? Какао, чоколадо, хопла и путер. И тоа ти е за сладките, и овие се ќе ги декорираме, само да стигнеме на време. Имаме време, не се закидајте. Продолжуваме со разговорот со господинот Круме Спасовски. Многу работи може да кажеме, а мај да се осврнеме на она цело време одат овие настапи ваши на Тумба Фест и на Лешок, каде што нели досвоивте една награда за животно дело и една награда за трајни вредности. Да, видите, никогаш не сум пател за награди, но веројатно ги има многу. Видите, ја значи искрено кажувам, заради тоа што не сакам никогаш да бидам, како да кажам, да се фалам за она што не сум го направил, односно што не сум го доживел. Значи, наградите не дека јас не ги сакам. Меѓутоа, друго е да ги добиеш кога ти дојде правиот момент од изворот што се вели, отколку да се тушкаш таму некаде па не доби па зашо Да не доби бараш. па дадов волку не дава и тоа те е пазар, бит пазар. Такви работи не сакам и затоа и еве и реков пред малку совети да не трчаат младиве деца по такви работи. Она што ќе го изработиш нека биде вредно, публиката е најголемата награда за пеач. Ако публиката те сака, Ништо друго не треба. Ништо не ти треба повеќе, единствено само труд и работа. Без така публиката. Пеете и утре, така? Утре вечер или Додека така? сме веќе на Ајде. тие настапите, сакам да кажам дека утре е Мала Богородица, јас ќе бидам во Ѓуришки манастир, тоа е Свети Николско, во село Ѓуриште. Таму е прекрасно, на убава планина. Ѓуриште е никаде планинско Еден, место? да, еден убав манастир. И така да ги поздравувам сите, особено пак ќе речем пензионерите, заради тоа што знам дека утре помладиве сите се недека по работа, ама мојата публика е пензионерите. Така да, додека сме нови настапи, да кажам дека мојата колешка Тина Апостолова и јас, по повод празникот 11 октомври, треба да бидеме, односно ќе бидеме во Зрењани на македонска вечер. Македонци, ќе поздравуваме. Јас и Атинче Апостолов. Голем Така е. поздрави до Атинче. Така да, често имам се некој, еве на 30 се овој на крај на месецот, имам во Катлановска бања, која ќе ми биде с навистина чест да испеам за децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Таму има еден прекрасен споменик на паднатите војници, така да
и таму ќе учествувам, така да има. Има. Да не се жалиме, моите години веќе се, што реков и на тумба, веќе на задисонце, меѓутоа како и да е, песната ме одржува. Така, одлично се држите. Морам да признам, одлично се држите, одлично изгледате. Неколку пати сте споменале дека немало да бидете ни малку од ова што сте денес заради вашата заге. Не дека велите ја фалам или дека е моја супруга, па морам да ја фалам. Имате и посветена и песна, така, и загено сам чалги. Ја снимивте за Лешок фестивалот. Ви рековте дека може да ни запеете. Што избравте вака од Не, заради тоа што јас да кажам благодарност до главните организатори, односно до директорите и сите оние кои што помогнаа да се одржи фестивалот Тумба Фест. Значи, Тумба Фест јас учествував, значи откако постои фестивалот и имам оставено забележителни песни. Пример една ќе ви кажам. Ја у село не се враќам, за мотику не се ваќам, леп си еду без мотику, ем си воду политику, ем си имам снаше бело, најлично во цело село. Супер, И да така, подсетиме да, само Тумба да. Фест е фестивал на шегубини песни. Така е, да, и овој пат имаше интересни, нели, содржини таму. Таму беше и додадена мојата награда за животно дело, Така. на Лешок, се разбира. За вие трајни помалку вредности. за трајни вредности. Така е, да. Може би ве одржува и тоа што во слободно време одите на Пчиња и таму велите ми е миро. Пчиња ми е мојот живот. Искрено ви кажувам. Ја многу си го сакам моето село, како и секој. Тој како беше она, кој кај што Каменот се на многу родил, си тежи тежи на на своето местото, место, така. така. Иначе кој кај што се родил, тој така таму сака да се заврши. Така да и јас во моето село и си го сакам селото и си ги сакам луѓето што живеат во село. Имам прекрасен мирен живот, а Пчиња ми е лек. Значи јас на Пчиња остарев, од дете сум таму и така да Пчиња ми е Што како да правите? кажам, Зборувате вакцина. со реката? Зборувам, пеам со реката, ловам риби. И да кажам дека и за рибари сум смрт. Аха. Нема Добар рибар? одличен. Дури и Владо Дочиновски ми љубомори. На вистина Глумечот, подобар да. и од него сте. И кога ќе ме видат, еве го овој дојде сега парче ќе ги направи. Упла факата. Одиме сега да видиме што ни сготвила. Вижте ве жени, Добре, вие се и јас? придружиме. Да, и вие. Ајде. Ве чекам, вие прво таму. О, Да, одиме да ајде видиме. Пак, Руме, вие ни спеавте, ние ви изготвивме. Драго ми е, Штиве Чеченки, жени. добро дојдовте. Повелете. Како сте? Повелете, Фала да, повелба да имате. Добри сте? Браво, слушав многу убаво кажавте. Да ви јава. Се уште, ако е толку вкусно и ова што сте го спремиле, Положени. повеќе од 5. Господин Руме, внимавате вие на искрена? Ама се гледа, ама се Не да гледа. знаеме што му дадеме, дали од ова мучканици со банани или е нормално конкретно. Нормални. Баги си ги кркам. Па така е, тоа е таа генерација, здрава генерација. Да сте ми живи и здрави уште. Ама треба да потрошиш после тоа. Така е. така На е. Легнеш, пчиња, крај. нешто, или така да е. направиш Мотичето, нешто, вамо мотичето таму. и така е, секако. Колку пчиња и се. Веште жени завршивме, така? Да. Добро, рецептата ја споменавме и ќе може да погледнат на YouTube. Само да споменеме кои се активностиве нели со кои што продолжувате во склоп на Вешти жени, некаде пред крај. Од сега од крајот на октомври више почнуваме со етно вешта жена, исто во секој град ќе се одржува. Тоа е од хуманитарен карактер. Тие пари што ќе ги собереме, тоа е само наша, на пример, ако е во Кичево, кичевска маса, само ние спремаме. И тоа сето оди на продажба. Парите што ќе ги собереме, ги донираме на 3 декември за лицата со поспреченост. Ние имаме таква градинка кај нас. Браво. Имаме и Надеж, едно здружение така. И помагаме колку што можеме тоа, значи тоа што сме го собрали и плюс ние ќе доправиме уште нешто колачи, тоа е дека пред Нова година, тама ние пред Божич. И тогаш им носиме и колачиња, тие веќе после се распуштаат и дури после на пролет идат таму. Успеси ви посакуваме, нели, и благодариме. продолжите да И бидете така, тоа е на ниво така. на Македонија цело се организираат. Исто и Жана ни помагат некогаш. Мислам, ако можете, ако е во можност да дојдат, идат како Дедо Мраз, па ни праќаат пакетчиња, па ние тоа. Лани, например, го одржавме, имаат исто дечиња со посебни потреби во село Другово.
во училиштето, таму бевме прекрасно пречекани, значи поздрав многу прекрасно значи не пречекале, па со Дедо Мраз, па со Елка, па со програма нивна спремена и многу беа задоволни дечињата. Годинава ќе видиме каде ќе одлучиме, тоа е Јасно. наше Таму како кога ќе одлучите, јас ви стојам на располагање, хуманитарно ќе ви дојдам за такви дечи, за вас, за вакви вечи жени, да отпеам, се надевам дека ќе биде убаво. Обавезно, ќе поканеме благодарам. Христа пише Круме додека тие готвеа, а сега, не знам вишта сте во опишување, вишти сте во правење, ама може ли за крај ќе слушаме Лишо. Ти се смеи, знаеш како смислам, така? Многу ни оригинална фигура. Посакувам уште многу настапи, повторно не дојдете, не мора заради награди. Кога ќе имате желба да ни изготвите, можеби нешто, ќе бидете повторно во кујна. Не знаете да пеете или знаете да пеете? Како не? Па ни пратичи вокали. 3 за 4. Ајде да си речиме една песна, многу шеговита. Еднаш мајка јунак раѓа, оној ми е бил, рано пее во мај месец. Браво, благодариме секоја чест. Ама сега, не само во мај, тој пее, видиш и во август, Сега одиме со настап за крај на ово издание, настапот на Волишок на Круме Спасовски. Така е. Бидете со нас јутра. Така е, поздрав и бидете распеани, расположени. Чао. Маченици, љубовта знајте, во нас ке цути македонци. Божјата искра нема да згасне, мој народе. Љубовта наша вечно ке трае, верувајте. Божјата искра нема да згасне, мој народе. Љубовта наша вечно ке трае, верувајте. Ајде Македонијо, не чекај, како китка опојна процветај. Немаме друга мајка, мајко наша мила, ти си не родила. Ајде Македонијо, не чекај, како китка опојна процветај. Немаме друга мајка, мајко наша мила, ти си не родила. Божјата искра живот ни дава на земјава. Секој ке сака допир со рака македонска. Божјата искра љубов е силна, непресушна. Секој ке сака гнездо да свие, да живее. Божјата искра љубов е силна, непресушна. Секој ке сака гнездо да свие, да живее. Ајде Македонијо, не чекај, како китка опојна процветај. Немаме друга мајка,
bojna procvetaj. Nema